Расказот новела Судбината на човекот од Михаил Шолохов започнува со човекот кој ќе ја ислуша судбината на патникот со малото дете, кој ќе срони машка солза, но кој исто така ќе се наполни со надеж. Надеж дека човекот иако може да загуби се, сепак ќе најде начин да живее, да продолжи, да биде похуман од порано, да им помага на тие околу себе, така му дава смисла на неговиот живот. Ракописот од романот Процес не бил предвиден за печатење, тој е и незавршен, и уште повеќе од тоа самиот автор му оставил завет на својот пријател по смртта да биде уништен. Но неговиот пријател не ја исполнил оваа желба на Кафка. Тоа што не е довршен и среден не му пречи на романот Процес да биде она што е, четиво кое не носи низ лавиринтите на судството, слично како што патува Алиса низ земјата на чудата. Или може би уште повеќе од тоа низ лавиринтот на еден бесмислен живот пред неговиот уште побесмислен крај, како Данте низ деветте кругови на пеколот. Ликовите во романот се чудни, нереални пројави, речиси духови, сместени во простории какви никаде не можеме да сретнеме, со ниски тавани, со чудни врати кои водат до други уште почудни простории, со решетки или дрвени прегради, претрупани со хартии или нечии алишта, со соби за привремено живење кои се и канцеларии во определени денови, со безброј ходници, со луѓе што чекаат до остарување, со скали кои водат кон следниот лавиринт. И вака прикажан, бескрајниот лавиринт во романот е токму она што представува судството во денешно време. Бескрајно одложување, мамење, надитрување, зацкривање, заборавање на човекот и неговиот обичен живот и обичните проблеми со кои се соочува. Тие проблеми не можат ни да се откријат, ни да се дефинираат, ниту да се решат. Општеството е такво каде човекот не може да се пронајде себе си, каде нема кој да помогне, каде човекот престанува да биде човек, туку станува само една бројка, една од многуте нерешени случаи во процесот наречен живот, и каде крајот е неизбежен да се умре како куче. Првата реченица во романот Процес на Кафка гласи Јозеф К. сигурно некој го наклеветил, зашто едно утро беше уапсен иако ништо не согрешил. Така почнува монструозниот процес против Јозеф К., банкарски службеник. Не се знае ниту зошто тој е обвинет, ниту кој го обвинува, туку против него е едноставно покренато обвинување и закажан е судски процес. Меѓутоа, неговиот живот продолжува да тече навиду мината му нормално, не ги напушта старите навики, оди на работа, се среќава со луѓето со кои порано се дружел и се движи во кругот на роднините. Но постепено, како да се појавува од самиот факт на абсурдната обвинувачка постапка, околу него почнува да се шири таа известност дека тој е обвинет. Но не само тоа, туку дека веројатно штом е покренато обвинувањето и штом тече судскиот процес дека тој е и виновен. Животот на Јозеф К. почнува да се менува зашто тој е непрестајно притиснат со сознанието дека е влезен во запчаниците на една нејасна, но тешка фаза од неговиот живот која тој ја прифаќа како неминовност. Не може да се одбрани од положбата во која западнал затоа што и не знае на кој начин и од што треба да се брани. Постепено, несетно, но сигурно тој и самиот станува соучесник во процесот кој се води против него. Во петтото поглавие, кое е насловено Тепачот, Јозеф К. во својата банка открива една странична просторија, склад за непотребни отпадоци и во неа ги наоѓа двајцата стражари кои биле во неговиот стан при првото апсење. Тие се подложени на тепање зашто наводно К. ги наклеветил кај стражниот судија за некоректно однесување во неговиот стан. Тој се оградува од тоа обвинување, но ги препушта стражарите на волјата на Тепачот. Така и Јозеф К. се вплетува во својот процес, иако сака да го одбегне. Но се е залудно. Без да разбере зошто, без да сознае од кого тој е суден и осуден, на крајот од романот сепак го стасува смртната казна. Умира како куче. Денеска умре мама. Или може би вчера, не знам. Ова е реченицата со која започнува романот Странецот од Албер Ками. Мерсо е човек на новото време. Тој е отуѓен од општеството, не прифаќајќи ги неговите норми, атеист по убедување. Тој е слободен човек,
со можност за слободен избор. Неговиот проблем е во сваќањето на таа слобода, бидејќи станува незаинтересиран за се што се случува околу него. Според Мерсо, човековиот живот е безвреден и сеедно е како ќе се живее, зашто и така мора да се умре. За него е сеедно дали ќе ја види за последен пат мртвата мајка, дали ќе пие кафе и ќе пуши цигари, додека и се оддава последната почест, дали ќе се ожени со Марија или не, се му е сеедно. Антидрама или драма на апсурдот е современа драма која во себе содржи елементи на трагедија и комедија. Преку символични гротески ликови и парадоксални алегорични ситуации ја прикажува апсурдноста и постоењето, а испраќа и порака за похуман и подостоинствен живот. Чекајќи го Годо на Семјуел Бекет е антидрама која представува чекање кон празно дејство, чекање на главните лика Естрагон и Владимир, на Годо кој им ветил работа и подобар живот, иако никогаш нема да дојде. Во неа се водат празни диалози кои се вртат околу одредени теми: надеж, осаменост, избавување, самоубиство и човечка волја, и дејства кои не представуваат ништо, празно губење на времето, додека се чека нешто што нема да дојде. Животот и ликовите во оваа драма се супер бесмислени и супер апсурдни. Драмата е трагикомедија во два чина во кои дејството се повторува. Времето, местото и ликовите се релативни, а ликовите се јавуваат во двојки. Владимир и Естрагон се неразделни другари, а Поцо и Среќко се во однос надреден и подчинет. Нивните животи се бесмислени, тажни, исполнети само со празнина и чекање на спасот. Во модерното општество сите ние сме на некој начин Среќко, а малкумина се Поцо.